Габриела Авукатова е самохрана мајка на 3 деца. Таа е една од учесничките на утрешниот протест закажан во Скопје, каде ќе пристигнат повеќе мајки од другите градови на државата кои се противат на министерската одлука за прекин на продолженото породилно боледување. Според оваа мајка, одлуката на министерката Шахпаска за прекин на мерката продолжено породилно боледување, која требаше да трае до декември оваа година, е несоодветно, нехумано и избрзано. Одлуката за тргнување на работа и за носење на децата во градинка од 23 ни дојде као гром од ведро небо. Никој не очекуваше вакво нешто. Сите мислевме дека ќе се прифати предлогот на Комисијата за заразни болести, да породилното ни трае до 31 декември, а ова веќе е ставање пред готов чин. Значи, буквално не ставија пред готов чин да ние не можеме за една недела да се снајдеме и да и најдеме чаре на децата и сме принудени да даваме откази на работа. Многу лошо. Лошо ни направија. Ситуацијата е лоша за сите, а многу на нас, ја верувам дека не сум една единствена, како мене има многу сигурно, места во градинките нема, како што тврдат тие, дека сите деца се запишани и дека места има, места нема. Места може би да има у некои градови, у некои општини и сега ние не можеме од едно место да ги носиме децата со километри, немаме услови за тоа, немаме превози, не е тоа така како што го кажува министерката, значи најлесно е да се каже такво нешто, нема врска тоа со реалната ситуација. Ситуацијата за нас е многу тешка. Ние сме секако свесни дека не можеме да седеме дома до недоглед и дека ќе трае породилното вечно, но не требаше да биде вака и не сега. И не една недела пред готов чин. Најавуваме протести за утре во 5:30 часот пред влада во Скопје. Протестот ќе биде од мирен карактер. Нашите барања се категорични, тие се барањата. Да се прифати предлогот на Комисијата за заразни болести, породилното да ни трае до 31 декември, како би ние имале можност и да си ги децата запишеме во градинките и да си ги адаптираме со време. А вака со една недела ништо. Авукатова е посветена мајка која самосвесно се обидува да изнајде на решение за собствената состојба и ситуација во која се нашла самата. Незиното најмало едногодишно дете поради ковид состојбата е навикнато само на нејзино присуство. Поради подолгата изолираност одбива секаква комуникација со други луѓе. Ова е само уште еден момент поради кој не може да биде оставено кај некој друг да се грижи за неа. Авукатова се надева дека со искажаниот револт утре сепак надлежните ќе изнајдат соодветно решение и ќе сватат каде впрочем погрешиле.